Добро вечер. Ова е емисијата 360 степени која во оправдано отсуство на Васко Попетревски ја водам јас. Еве што ќе гледате во ова издание. Какво што е на изглед седиштето, таква е и судбината на речиси се што е поврзано со јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти. Наликува на запуштен магазин, има блокирана сметка, судски спорови за неплатени кири и спортски објекти со кои наместо да се стопанисува, пропаѓаат. Како може некој да плаќа или да не плаќа? Во Македонија се е возможно. Можна ли е коалиција на ВМРО ДПМН со Алијанса за албанците и алтернатива со оглед на политичките разлики? Zgjedhjet e cilat na presin janë lokale dhe besoj ju jeni të vetëdijshëm për këtë gjë. Нормално е кога би биле сите точки заеднички, ние би биле во една партија, и со Алијанса и со други. Ветото од Бугарија за Европска Унија е речиси известно. Што мислат граѓаните за спорот меѓу Софија и Скопје? Договорот со Грција донесе стабилност, а договорот со Бугарија е многу потежок. Нека повелат, нека си ја прочитат историјата. Јасно е тоа што го бара Бугарија. Само колку можеме ние да дозволиме тоа? Што треба да очекуваат Македонија и Балканот од новиот американски претседател? Прашавме познавачи. Почнуваме веднаш и тоа со сторија која може да биде парадигма за сите апсурди присутни во македонскиот јавен сектор, што накрај се сведува на негрижа и недомаќинско управување со народните пари и имот. Антикорупцијска бара од владата да го разреши, а од обвинителството кривично да го гони. Но директорот на јавното претпријатие за кое станува збор возвраќа дека тоа е сосема погрешен фокус. Според него, вниманието треба да се насочи на сосема други работи кои реши отворено да ги посочи и покаже пред камерата на 360 степени. Славица Филиповска има приказната што тешко дека ќе ве остави равнодушни. Какво што е на изглед седиштето, таква и судбината на речиси се што е поврзано со јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти. Наликува на запуштен магазин, има блокирана сметка, судски спорови за неплатени кири и спортски објекти со кои наместо да се стопанисува, пропаѓаат. Како човек да не стапнал со години, но во државната фирма има и вработени и веде директор за кого владата состави управен одбор за да го разреши. Добар ден. Добар ден. Како сте? Добро. Јас сум Славица. По 2 години директорување се дрма фотелјата на Шпенди Хајредин на иницијатива на антикорупцијската комисија, која смета дека директорот ја злоупотребил службената положба. Таа одавна е издрмана. Ама и владата ја дрма сега. Ја немам што да изјавам на тој поглед, тие знаат. Функцијата на ова јавно претпријатие е да стопанисува со придружните простории на државните спортски објекти и да и предлага на владата кому да ги додели спортските објекти во владение. Поради недомаќинско работење, жиросметката на претпријатието без малку 2 децении е блокирана, па плата се добива на алтернативен начин. Парите од кири легнуваат директно на трансакцијските сметки на вработените наместо на сметка на фирмата, и тоа без да се платат придонеси. Директорот пак не може да земе плата ниту така, бидејќи е со блокирана лична сметка поради приватен спор, па неговиот личен доход оди на сметката на неговиот син, кој нема никаква допирна точка со претпријатието. Ние фактурираме на странките со кои се закупци и по пат на цеси со дозвола од Министерство за финансии ги наплаќаме по пат на цеси или асигнации. Тоа е регуларно, откако ние нели ќе добиеме дозволата добиваме на годишно ниво, така им се доделуваат платите и ги користиме средствата за трошоци. Јас моите средства си ги пребацувам, можам и на вас да ви ги пребацувам, на кого сакам. Од некогашните 50 на објекти, директорот Хајредин вели дека сега стопанисуваат со 10. А како оди тоа стопанисување, се гледа преку анализа само на неколку договори за закуп. Локомотива стадион? Па тој не плаќа, ама добар е, мислам. Не плаќа секој месец. Игралиште за ракомет? Парк? Да, редовен е. Базен, чаир? Половината е редовен, половината е узурпиран и таму изграден хотел. Ама ова е несериозно. Ова се државни простори. Па баш затоа не знам зашто антикорупцијска
не се позабави со овие кога информирана. А дали вие се позанимававте со Ние овие? се, како не, ние цело време се обидуваме, Како може некој да плаќа или да не плаќа? па во Македонија се е возможно. Ама вие како директор Јас не како директор интервенирам, одам, со сите се договараме да ги платат, меѓутоа немаме доволно средства за да можеме пошто се над милион сумите, за сите треба по 47.000 да се плати само за тужба. Од 14 вработени со нова систематизација, Хајредин вели дека го намалил кадарот на 6 мина. Ова импровизирано признание најверојатно значи дека има и задоволни од работата на директорот. Според статутот на јавното предпријатие, патем донесен пред 2 децении, државната фирма има управен одбор од 9 члена која води организацијата и именува и разрешува директор. Но со години одлуки се носеле прво самин од само 3 членови, а потоа со 2 гласа. Не е моја работа да правам статут или правилник. Значи, тоа е работата на управен одбор. Управниот одбор е должен по стариот статут сам себе да направи нов статут. А вие ги познавате членовите на управниот? Како не ги познам, беа тука работеа. Па не сте му кажале на ова? Јас сум укажал дека прво нема кворум. Имам 3 дописа до секретаријатот на владата. Јас 3 пати предложив по 3, до сега немам одговор. Дел од објектите со кои стопанисува ова предпријатие се во непосредна близина на дирекцијата. Хајредин ни покажа делови од огромната парцела на која се простира спортско-рекреативниот центар Кале. Дел од закупците на деловните објекти со децении ги држат објектите. Го добиваат предпријатието на суд по разни основи, доградуваат, а и покрај тоа што должат пари, не се иселуваат. Тоа си стои оддавна. Тоа е веќе некои 10-15 години. Тие го додале и фрижидерите се таму. Така да. А функционира ли ова? Не функционира, тие така го држат само да не си, заради некој долг што го има јавното предпријатие. Еве, тенеќе, направи тенеќе и ќе легализираш во Македонија. Тргнавме и кон базените, некогаш капитална спортска инвестиција оставена на забот на времето. Овој простор стана актуелен во јавноста кога антикорупцијска отвори предмет за Даниел Димевски, советник за спорт на премиерот Зоран Заев во претходниот мандат, кој закупил деловен простор. Хајредин објаснува дека фирмата Олимпик, каде Димевски е управител долго време, и претходно закупувала објекти, а под овиен судски спор бара паричен надомест и деловен простор во кој било друг спортски објект како одштета. Овие помошни објекти на Труд Олимпик, фирмата со која е поништен тој договор и за која антикорупцијска кажа дека е многу лош договор, иако тој има побарување од 500.000 евра према нас. Зошто го поништивте? Имаше реакции многу од власта и беше искористено во погрешна насока. Не само деловните простори, пропаѓаат и базените за кои Хајредин смета дека владата може да ги спаси само ако ги предаде на спортските федерации. Ништо подобра не е сликата и на некогашното лизгалиште, за кое Хајредин вели дека по судски пат го одзеле од приватна фирма закупец и го дале под кирија на лизгачката федерација. На 5 години го издадовме и дадовме иницијатива до владата да им се додели на трајно користење, за да можат да најдат инвеститор како би го ова средиле и лизгалиштето да се врати во нормална состојба. А зошто за 150 евра кога тонете во долгот? Па сега немаме никаков, нула ни е ќарот ако не постојат тие. Единствено лизгачка федерација би можела да биде тој што може и да инвестира и да најде фондови надворешни и внатрешни, за да може да го поправи, да го среди и да се врати. Државната комисија за спречување на корупцијата поинаку гледа на работењето на Хајредин. По пријава на свиркач, чешлан е процесот на исплата на плати, договорите за закуп и одлуките на управниот одбор.
Резултатот од истражувањето го соопштија во мај годинава. Државната комисија увиде дека постојат низа слабости во работењето на директорот, поради што ќе упати иницијатива за поведување на одговорност до владата на Република Македонија, значи да владата да утврди одговорност на директорот, но поради тоа што постојат и основи за сомневање за злоупотреба на службената должност, ќе упатиме исто така иницијатива до соодветното јавно обвинителство да постапува по овој предмет. Се работи за тоа што утврдивме дека директорот издавал под закуп спортски објекти кои што по законот за спорт не треба да ги издава бидејќи тие се суштински, но и ги издавал, односно склучувал договори за закуп без одлуки донесени од страна на владата. Предметот го работела антикорупционерката Катица Николовска, која до денес не отстапува ниту милиметар од наводите испратени до владата и до обвинителството. Статутот на предпријатието според неа не е усогласен со Законот за јавни предпријатија и за спорт. Со тоа што статутот не е усогласен со овие закони, значи постои преклопување на самите надлежности и можност јавното предпријатие да стопанисува со објекти кои што воопшто не се во негова надлежност. Мислам дека и тука и се потврдија некои на делови од пријавите од информациите што ги имавме, дека јавното предпријатие доделува придружни објекти што се во склоп на спортските објекти, иако за тоа нема право да ги даде на користење. Николовска не го прифаќа образложението на директорот дека за исплата на платите добиле амин од Министерството за финансии. Кога се исплаќа плати преку компензација, значи мора да биде тоа, компензацијата мора да опфаќа и придонеси, а не само нето плати. А они сега фактички фиктивно исплаќаат нето плати, а должат пред фондовите на име даноци, на УЈП, придонес за здравствено, пред фондот за здравство, пензиско, немаат платено. Токму на предлог на антикорупцијска минатиот месец владата именува нови членови на управниот одбор и им препорача да го разрешат директорот Хајредин. Според Николовска, вина има и кај самиот орган на управување. И понатаму останува проблемот со одлуките кои што управниот одбор ги има донесено без потребно мнозинство, значи тоа се невалидни одлуки и треба да се преиспитаат. Но кривичната пријава е само против директорот. Добро, он е одговорно лице. Може јавното обвинителство ќе прошири пријавата ако оцени дека има доволно елементи за кривично гонење на други засегнати страни. Со именувањето на 4 нови членови на управниот одбор и еден постоен, владата смета дека е отворен патот да се разреши директорот Хајредин и тоа го препорачала кон крајот на минатиот месец. Како причини, владата наведува дека директорот го прекршил кодексот за етичко однесување, а презели постапки кои укажуваат на надминување на надлежностите предвидени со Законот за јавни предпријатија. За разлика од јасната намера за директорот, судбината на јавното предпријатие е неизвестна. Во моментов се прават анализи и се работи на изнаоѓање соодветно решение за ова предпријатие. Веднаш што има одлука, јавноста ќе биде известена. Лошата состојба на предпријатието е од пред повеќе од 10 години. Ова предпријатие стопанисува со многу објекти, секако дека не е добро што пропаѓаат објектите и како влада ќе направиме се за да се најде најсоодветно решение и за предпријатието и за објектите. Директорот Хајредин вели дека имал план за рехабилитација, но смета дека намерата на власта е предпријатието да се исчисти од долгови и да згасне, а надлежностите да ги преземе Агенцијата за млади и спорт. Наводите за кривична одговорност не го загрижуваат. Нема проблем, нека го докажат тоа. Значи, нека го докажат, нека документираат, нека кажат. Од обвинителството велат дека предметот е во предистражна постапка. Предметниот јавен обвинител до надлежните институции издаде наредби за прибирање на докази што ќе бидат од корист при утврдување на фактите. По нивното добивање и анализирање ќе биде донесена јавно обвинителска одлука за понатамошниот тек на постапката. Без разлика на кривичниот исход за поединец, останува загубата за општеството, најмногу за спортистите.
Може и да се остварат најавите за коалицирање на ВМРО-ДПМН со Алијанса за албанците и Алтернатива. Дилемата се наметнува поради сериозните разлики меѓу овие партии за важни политички теми како што се договорите со Грција и Бугарија и законот за јазиците, а кога е во прашање Зијадин Села и поради настаните во собранието на 27 април 2017. Петар Клинчарски ги соочи засегнатите актери со овие прашање и еве до какви одговори дојде. Минатата недела на иста маса седна необично друштво. Христијан Мицкоски од ВМРО-ДПМН, Зијадин Села од Алијанса за албанците и Африм Гаши од Алтернатива дебатираа за вредностите на десничарските партии. Не се собраа сами, туку на покана на политичката фондација Конрад Аденауер, субјект кој е тесно поврзан со германската ЦДУ, матичната партија на германската канцеларка Ангела Меркел. Најинтригантна за домашната политичка сцена беше изјавата на шефот на ВМРО-ДПМН дека оваа тројка во иднина би можела и да коалицира. Јас би сакал оваа наша соработка и во иднина да продолжи, а зошто да не да кулминира со една заедничка коалиција пред локалните избори. Но ајде прво процесот да почнеме да стекнуваме доверба едни со други, па потоа да зборуваме за чекор понатаму. Единствено нешто кое што нас не обединува е борбата против актуелната власт, борбата против корупцијата, борбата против криминалот кој што гледаме за жал дека зафаќа епидемиолошки размери. И додека е точно дека трите субјекти имаат точки што ги обединуваат, факт е дека имаат и точки што ги разединуваат. Не фалеше многу Зијадин Села да биде убиен на 27 април при упадот во собранието, настан за чие организирање на суд се неколкумина првенци на ВМРО-ДПМН. Двете партии на албанците ги поддржуваат договорите со Грција и со Бугарија и законот за јазици, кој пак ВМРО-ДПМН досега ветуваше дека ќе ги ревидира. Затоа побаравме одговор од сите три страни, како би можеле да коалицираат со оглед на разликите. Никогаш северно, само Македонија. Најотворена позиција за можна коалициска соработка добивме од Алијанса за албанците. Партијата гледа логика во посилна опозиција против власта. Сепак, Зијадин Села вели дека е рано да се открие дали би коалицирале за локалните избори кои се в година, а сака и евентуалната одлука да се донесе како што е редот. Para punës, ato të cilët marrin vendim për një bashkëpunim të mundshëm janë organet partijake. Kuvendi qendror është organi më i rëndësishëm në kuadër të statutit të Aleancës për shqiptarët. На прашањето како е можно да коалицира со ВМРО-ДПМН со оглед на различните ставови за законот за албанскиот јазик, договорите со Грција и Бугарија, Села вели дека нема да ги менува своите ставови, но додава дека тоа се прашања кои не се клучни за соработка на локално ниво. Me fjalë të tjera, çdo subjekt politik ka autonominë e saj, por ju mos e harroni një gjë. Zgjedhjet të cilat na presin janë lokale dhe besoj ju jeni të vetëdijshëm për këtë gjë. Dhe më habit fakti sepse pyetjet i parashtroni duke u bazuar në gjërat të cilat i tangojnë zgjedhjet nacionale në programin e partive politike. Dhe prandaj ne dorë nga këto gjëra nuk heqim si Aleancë për shqiptarët, ashtu siç edhe marrëveshja me shtetet fqinje, marrëveshja e Prespës e tjerë, janë marrëveshje të cilët janë sjellur dhe do duhet të respektohen. Fundit, fqinësia e mirë është një ndër kushtet kryesore për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Дури и ваквите централни прашања за да не се клучни за локални избори, останува фактот дека пред 3 години токму Зијадин Села беше влечен и крвнички претепан од демонстрантите на 27 април. Колку е прифатливо да се соработува со ВМРО-ДПМН по крвавиот четврток, во кој тој лично настрада. Unë jam politikan, jam kryetar partije dhe unë këto gjëra ja kam lënë në dorë shtetit të së drejtës, drejtësisë. Natyrisht nuk mund të them që jam i kënaqur me gjithçka që është bërë, sepse ka pas lojrat pista. Dikush është amnestuar, ndërsa imagjino të shkojsh të hapish derën një turme dhe pastaj mos hysh ka organizatorët, kjo është e çuditshme. Dhe pastaj ta akuzosh tjetrin
që nuk i ndali njerëzit që hynë si pasojë e hapjes së derës nga ana e këtyre të amnestuarve. Këto të cilët Zoran Zaevi do t'i bëjt drejtora e t'u japet të nderë vazhdimisht firmave të tyre. Dhe këto t'jenë lirë, ndërsa njeriu i cili më ka shpëtuar mu kokët jetë sot në burg. Додека кај села може да се препознае подготвеност да се остават разликите на страна во име на подобар резултат на локалните избори, во партијата Алтернатива делуваат нешто порезервирани, но не и исклучиви. За првиот човек на партијата Африм Гаши, непристојно е да се говори за коалиции една година пред локалните избори. Сепак Гаши го поздравува, како што вели, омекнувањето и приближувањето на ВМРО-ДПМНЕ кон партиите од албанскиот блок. Порано не сме виделе појавување на ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ со некоја албанска партија додека биле во опозиција. Соработувале одлично со ДУИ 8 години во времето на Груевски, но постојано се прикажувале како да не се многу склони за соработка со албанците. Ова ВМРО покажува дека го нема тој проблем и за нас е тоа добро, што тоа СДСМ Заев го има направено претходно и гледате дека меѓуетничките односи во државата се многу порелаксирани. А во такви односи и државата оди напред и за сите е подобро да се движиме напред, особено кон европските интеграции. Тоа е многу суштествено ткиво што не поврзува сите нас. Во Алтернатива се свесни за позициите на ВМРО-ДПМНЕ и нивниот однос кон прашањата од кои зависат евроинтегративните процеси во државата. Договорот од Преспа за добрососедство со Бугарија, како и законот за јазици. Но вели Гаши, ако постои заеднички пристап кон интеграциите и постои начин за договор, не ја исклучува можноста за коалиција. Нормално е кога би биле сите точки заеднички, ние би биле во една партија, и со Алијанса и со други, но нормално е дека имаме различни ставови по одредени теми. Тоа што се непромостливи за нас, нормално е дека ќе бидат пречки за соработка. Тоа што е за нив исто така. Значи, добро е да се креира сеопшт добар амбиент на комуникација и соработка. За точките што не се сложуваме, нормално е да остануваме на истите позиции и ако биде тоа пречка за соработка, нормално, секој има своји црвени линии, партиски и други определби. Истите дилеми и прашања, на кои добивме одговор од Алтернатива и од Алијанса за албанците, ги поставивме и во ВМРО-ДПМНЕ. Но за разлика од останатите партии кои Конрад Аденауер ги седна на маса, у најголемата опозицијска партија не одредија човек кој би можел да ни одговори на прашањата. Нецела година е временскиот период во кој ВМРО-ДПМНЕ, Алијанса за албанците и Алтернатива би можеле да ги цртаат контурите на евентуална коалиција. Локалните избори треба да се одржат во октомври 2021 година. Предвремените во Штип и Пласница, кои ќе се случат за непол месец, ВМРО-ДПМНЕ одлучи да ги бойкотира, а Алијанса и Алтернатива немаат своји кандидати. Наред е првиот блок реклами по кој најавуваме. Ветото од Бугарија за Европска Унија е речиси известно. Што мислат граѓаните за спорот меѓу Софија и Скопје? Договорот со Грција донесе стабилност, а договорот со Бугарија е многу потежок. Нека повелат, нека си ја прочитат историјата. Јасно е тоа што го бара Бугарија. Само колку можеме ние да дозволиме тоа. Што треба да очекуваат Македонија и Балканот од новиот американски претседател? Прашавме познавачи. Се враќаме со емисијата 360 степени. Речи си известно дека утре министрите за европски прашања на земјите членки на Европската Унија нема да ја усвојат преговарачката рамка за Северна Македонија како предуслов за во декември да се одржи првата меѓувладина конференција. Причината е позната – вето од Бугарија. Дали е можен пробив на вонреден совет на ЕУ до крајот на овој или на редовен на почетокот на идниот месец, тешко е да се прогнозира од оваа дистанца. Колку граѓаните го разбираат спорот? Треба ли да се попушти и како се однесува Европската Унија? Ги прашавме во рубриката Микрофонот е ваш. Јасно е
значи тоа што го бара Бугарија. Само колку можеме ние да дозволиме тоа? Све ова што се прави е нејасно, затоа што едно зборува Заев, а за тоа се крие сосема друго. Мојот чичко на 19 години бугарите го имат стрелано во Дреновска клисура кај село Фариш. Нека повелат, нека си ја прочитат историјата, нека се подсетат на нивните пуковници и генерали што имат правено во Македонија, па после да дојдат да разговараме. Историјата треба да се остави на страна. Сега Македонија треба да си го продолжи овој патот према Европска Унија. Ние може да признаеме само словенско потекло на јазикот, затоа што сите ние, и бугарите, и македонците, и србите, и хрватите сме словени. Мислим дека не јасно ние кои сме ние, например, и што треба да признаваме. Тоа треба да нема мозок некој во владата на Македонија, значи да е без кичменјак и да не знае што зборува. Ја не би прифатил. Би прифатил да бидам, ќе провоцирам малце Република на Русија, него ли тоа да го правам. Било кој да сака да стави вето, ако е сам, он треба да се изолира. Па Европската Унија, ако сега не ни даде нас влез, значи нема потреба да влеземе во Европска Унија. Ќе влијаат и на Бугарија и на Македонија да се најде еден заеднички јазик. Прашање на политичарите е тоа. И со Грција беше тежок договорот, меѓутоа се најде. Па и ова би требало да се најде некој заеднички јазик. Па беше потежок од почеток тој со Грција, ама се реши. Сега не знам колку ќе се извлече и ова со Бугарија. Пошто викаат се што бараше Грција им дадовме, сега и ние ќе бараме се, па да видиме до кај ќе дојдеме. И двата се штетни за Република Македонија. Договорот со Грција донесе некои чекори, пред се донесе стабилност за безбедноста на Македонија, а сметам дека договорот со Бугарија е многу потежок. А иронично, токму договорот со Бугарија е една од причините поради кои премиерот Зоран Заев ја доби наградата за човекови права за 2020 година, која ја доделува германската фондација Фридрих Еберт. Тука се и договорот од Преспа, членството во НАТО и одлуката на Европската Унија за почеток на пристапни преговори од март, која останува неефектуирана. Признанието денеска во Берлин му го врачи Хајко Мас, министер за надворешни работи на Германија, земјата председавач со Унијата во која нашите власти и јавност вложуваа големи надежи, очигледно попусто. Еве што порачаа Заев и Мас во оваа пригода. Сите знаеме дека во моментов се водат интензивни разговори и првата пристапна конференција сакавме да се одржи за време на председателството на Германија со Советот и ние понатаму напорно ќе работиме со вас како и во изминативе денови, бидејќи тоа е нашата цел, декламирана, прокламирана цел за време на нашето председателство и од март чекаме на ова за да почнат конечно формалните преговори. И ја следиме и понатаму оваа цел за да ја одржиме првата пристапна конференција со Северна Македонија уште оваа година. Почитувани дами и господа, тоа има исто така врска и со веродостојноста и со довербата во Европската Унија. И одлучувачко прашање ќе биде во наредните денови да се најде решение за прашање за кои се уште немаме одговори. Ние сме сериозни во врска со тоа и сакаме конкретно да ги реализираме овие цели. Сериозни сме кога велиме дека Западниот Балкан припаѓа во Европската Унија и туку многу се преговараше, сакаме да продолжиме да имаме успех во тоа и ќе сториме се што е во наша моќ да ве поддржиме вас на тој пат. Со голема надеж гледаме на вашиот министер за надворешни, господин Мас, дека работи за прашањето.
Мора да најдеме некое решение, паметно решение со Бугарија. Ние примевме веќе дека имаме заедничка историја која ќе ни зближува, која ќе ни дозволи да станеме по-добри пријатели во иднината и други нешта за кои ќе најдеме во иднината решение. Нашите министри за работната група работат. Европската комисија е во конформитет со извештајот, годишниот извештај. Имаме 100% достигнати сите реформи, ама и за иднина преку поглавјата на преговорите ќе унапредуваме. 5-10 години ќе ни требат за тој преговорен процес, бидејќи процесот за членство на Европската Унија е истовремено и европеизација на земјата. Дента кога стана јасно дека Џо Бајден е избран за председател на Соединетите Американски држави, повеќе на политичари од земјава му честитаа на социјалните мрежи, објавувајќи заеднички фотографии со него. Еден од нив, за волја на вистината, поранешен политичар не го стори тоа, иако 2 пати беше примен од Бајден во Белата куќа. Никола Груевски беше негов гостин во 2009 и во 2016, но состаноците не поминаа најдобро за тогашниот македонски премиер. Бајден ја знае Северна Македонија од подпредседателските и сенаторските мандати, а ги знае и другите држави во регионот. Па прашавме аналитичари од неколку држави на Балканот, што треба да се очекува по неговото враќање во Белата куќа. Може се очекивати приступ кој ќе бити можда више предвидив. To restore America's credibility, restore the confidence of the rest of the world, including from the Western Balkans. Враќање на мултилатерализмот како еден важен метод на решавање и на приод кон меѓународните теми во меѓународната политика. We're probably going to see a change of tone and a change of relations between the EU and the US quite soon with its impact on the Western Balkans. Заеднички содржател во овие изјави е Џо Бајден, идниот 46-ти председател на Соединетите Американски држави, кој од јануари едната година треба да влезе во овалната соба во Белата куќа. Joseph R. Biden Jr. Joe Biden. Joseph Robinette Biden. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden will become the 46th president of the United States. Прашањето кое сега се поставува и меѓу политичките елити и во аналитичарските кругови во регионот е што за Балканот ќе значи враќањето на Џо Бајден во Белата куќа. Одговорите можеби треба да се бараат во минатото. Ангажманот на Џо Бајден на Балканот, попрецизно во поранешна Југославија, датира уште од времето на Тито. Преку војните 90-ти години инсистирањето на западна поддршка за босанските власти, па се од неговата прва од вкупно двете балкански турнеи во кои ги посети и Србија и Косово. The only time as a student of history of the Balkans, and I suspect I have read as much as almost anybody in here, at least I've tried my best. I've gone there twice, I've spoken with everyone I could speak to. The last 2 Balkan wars, the only time they end is when all parties conclude they cannot achieve any more on the ground than they can at the peace table. Подоцна како подпредседател во мандатот на Барак Обама не му припадна одговорноста да се занимава со овој дел од светот. The President and I both acknowledge that in order to move our relationship forward, we need to find a way forward on a few issues on which we disagree. Оваа изјава на Бајден е дадена во Белград во 2009 година. Ја имав можноста да го следам Џо Бајден како што туку избран американски подпредседател, кога во пролета 2009 допатува во историска посета на Белград, со што се уште е највисокиот американски представник што бил во оваа земја по бомбардирањето на НАТО. По 2009 истото го повтори во 2016. Беше и во Белград и во Приштина, но тогаш на крајот од неговиот мандат, во обид да го поттурне диалогот меѓу двете страни, но без некој посериозен резултат. Значи во Белата куќа доаѓа председател кој како можеби никој од неговите претходници го знае и е поврзан со Балканот.
Но дали како председател Бајден ќе биде проактивен кон Балканот како што беше во времето кога извршуваше подпредседателската или сенаторската функција? The Trump administration didn't have, especially when it comes to the Western Balkans, a clear strategy. It had engagement only basically in the form of the special envoy dealing with Serbia-Kosovo, Richard Grenell, and his actions, I think, were a lot of hot air with very little tangible results. So some of the few modest results might be picked up by the next administration, but I think a lot of it is about letting the State Department do its job. I don't expect that the Biden administration will set the Western Balkans as a priority. After all, there are many fires to extinguish, many problems to deal with domestically as well as with major partners. So I don't think the US will become majorly engaged in the Western Balkans, at least not in the first period, unless it has to. But it will be very much supporting the EU as it hasn't under Trump, and it will allow, re-empower its State Department officials to be active. За Вашингтон главни отворени прашања во регионот откако е надминат македонско-грчкиот спор остануваат иднината на Дејтонска Босна и односите Србија-Косово. Трамповата администрација покажа одреден интерес за подобрување на релациите меѓу Белград и Приштина со изненадувачки брзо подготвениот и подпишан Вашингтонски договор. Но проценките на познавачи на ситуацијата во Србија се дека овој договор е далеко од тоа да биде финален документ со кој ќе се нормализираат односите меѓу двете земји. Očekujem da će se pojedini aspekti ovog sporazuma naći na listi prioriteta Sjedinjenih Američkih Država kada se radi o njihovim odnosima sa Beogradom i Prištinom. Recimo, uspostavljanje Kancelarije razvojno-finansijske korporacije u Beogradu i siguran sam da Sjedinjene Američke Države neće odustati od tih važnih infrastrukturnih projekata. To su šanse i za njihove kompanije, naravno. Sjedinjene Američke Države će također zahtevati poštovanje onog dela koji se tiče zamrzavanja kampanje povlačenja priznavanja Kosova, na što se obavezala Srbija. Takođe, siguran sam da će i Kosovo biti pod određenim pritiskom da sprovede taj moratorijum od 1 godine i da ne traži pristupanje novim međunarodnim organizacijama. Очекувањата во Приштина од администрацијата на Џо Бајден се поголеми. Албанската зедница, традиционално наклонета кон САД и особено кон Демократската партија, уште пред неколку години именуваше една делница на пат во Косово како Бо Бајден, во спомен на починатиот син на новиот американски председател кој една година обучувал косовски суди и обвинители. Edhe mos harrojmë, se çështja e marrëveshjes përfundimtare Kosovë-Serbisë transferuar në Bruksel. Sigurisht që Amerika jep një farë përparësie Brukselit, por ne po duam besojmë shumë se zoti Trump megjithatë me një sy gjithmonë do të jetë interesuar për ato se çfarë do të bëhet në Bruksel në rast se ka një diçka që ofrohet edhe e cila është ka të qoftë në fakt se sa iniciativë plot për Kosovën, ai do ta kundërshtojë. Jemi të bindur për këtë, duke ditur historinë. A do të mirët ai personalisht vetë me këtë punë. A do të vazhdoj ta ketë një emision të posaçëm për dialogun sikur që pati zoti Trump me zotin Grenell, nuk di, është herët thuhet, por që ka një ndjeshmëri jashtëzakonisht ndryshe te zoti Biden ka të Kosovës me zotin Trump është më së evident. Ако најавите се дека под Бајден Белата куќа ќе биде капетанот, а Стейт Департментот ќе се врати на кормиларската позиција во американската надворешна политика, тогаш може да се очекува новиот председател, за разлика од Трамп, да не прави експерименти кога станува збор за позицијата државен секретар. Сузан Рајс, Ентони Блинкен, Вилијам Барнс, кои се споменуваат како најсериозни играчи, се проверени дипломати со децении искуство. Следствено, известно е дека луѓе како Филип Рикер, Метју Палмер, Бран Хојти, дипломати со извонредно познавање на Балканот и Северна Македонија, ќе останат или можеби ќе напредуваат на повисоки позиции во Стейт Департментот. За нас е многу важно што во Белата куќа и во Стейт Департментот прво ќе се пополнат во Стейт Департментот спратовите, катовите кои сега се празни, има маса канцеларии кои што се испразнија заради начинот на кој Трамп ја водеше својата надворешна политика. Второ, заради интересот на самиот Бајден за овој регион, секако кој да дојде на местото на сегашниот Помпео, на местото на Стейт Департментот, ќе биде, да кажам, редовно
во агендата негова Балканот ќе биде една редовна точка на разгледување на работите и доколку се случи, како што има најави таму да дојдат луѓе кои што и од блиску ги знаат балканските работи, мислам дека тоа ќе придонесе за еден поинаков однос кон па дури понекогаш и малку микроменаџирање на проблемите, бидејќи знаете како е кај нас на целиот Балкан, доколку на време и во некакви почетни фази не се вклучите во решавање на одредени проблеми, потоа станува предоцна и бараат други ресурси и станува целиот проблем поскап за решавање. Тоа Џо Бајден одлично го знае, зашто токму тој во 2011 година директно се вклучи во гасењето на политичкиот пожар во земјава што туку-што се разгоруваше. Пред 9 години Бајден се сретна со тогашниот премиер Никола Груевски во Белата куќа и му пренесе серија пораки, особено во делот на владењето на правото, меѓуетничките односи, слободата на говорот, медиумите, како и за прашањето зимето. Следуваше уште поголемо назадување на демократијата во земјава. На почетокот на 2016-та, по ангажман на многу платени лобисти, Груевски повторно доби средба со Бајден. Груевски сметаше дека со состанок во Белата куќа ќе може да издействува промена на американскиот пристап кон состојбите во земјава, но тоа не се случи. Напротив, од тогашниот потпредседател Бајден слушна дека сад очекуваат од него да се придржува до договореното во пржино. Во периодот што следуваше, американската дипломатија и онаа под Обама и онаа под Трамп потрошија многу време и вложија многу напори за демократско стабилизирање на Македонија, незино враќање на евроатлантскиот курс и конечно зачленување во НАТО. Но работата не е завршена, особено ако Бугарија стави вето за почеток на преговори со ЕУ. Во такво сценарио, повлегувањето на Бајден во Белата куќа на 20 јануари, една од работите што треба да се очекуваат е засилен американски ангажман за да се надминат недоразбирањата на релација Скопје-Софија, за Македонија долгорочно да се стабилизира и да го продолжи трансформирањето во целосно функционална демократија преку преговорите за членство во Европската унија. Овде не е крајот на 360 степени, по уште една пауза за реклами ќе ја видите редовната саботажа на Сречко Поповски. По Грција и Франција нема да остане должна ниту Бугарија. И таа најверојатно ќе го искористи своето европско право на вето. Во низата познати барања, поради кои ќе го крене својот глас против, се наметнува уште една облигација со која Северна Македонија, за да стане членка на Унијата, ќе мора да му го сврти грбот на сонцето. Услов е да се гледа месечината. Очекувањата дека договорот за добрососедство ќе ја заврши работата излегува нереални. Причина за тоа не е цврстиот постамент, кој со него беше поставен туку над градбата, која изгледа дека ја има изедено забот на времето. Бандерата е шуплива внатре. Ние ја бетонираме за оддала да не падне, ќе ни направи пакос. Иако општиот впечаток е дека тие си тераат по свое, тоа сепак не е баш така. Бумерангот кој ќе биде фрлен, не само што ќе се врати на истото место, туку може да предизвика сериозни реперкусии и низ целиот регион. У голем страх живееме и можеме пакос да направиме ем комшиите на комшиите, ем на нас. Македонските власти, па дури и еврофанатиците се генерално свесни за проблемот, но станува се појасно дека местото каде се крие вистината постојано и постојано се подкопува и се преполнува со нови и нови количини барања. Многу одамна страдаме со оваа нашата скривница, вода се пуне во тука. Стално се пуне вода. И се малку престане, па почне тука да тоне. Тоне водата тука и само глувци излеват во тоа. Токму тие глодарите од историските архиви ја нагризуваат иднината, наспроти очекувањата дека ќе преовладее разумот дека ќе заврши представата. Таа одново се репризира. Ви си спуштите завеса, крај. Абе, ви мислите, нели памте вие народ ништо? Во таква ситуација, кога едни памтат, а други забораваат, ниту времето не може да биде лекот. Оти тоа никако не поминува. Туку напротив, неговите сказалки остануваат закочени.
Бога ми имало, многу часовници има што не можеме стварно да поправиме, ама тоа е од татко ми, тоа поштенството останало. Ако не можеме нешто да работиме или ако не знаеме да работиме, значи викаме дека не можеме. И на крајот, што реално може да се очекува од Брисел? Немаше, само беше дека документите се вред, обидете се повторно. Упорност е единствениот начин да се стаса до целта, но само ако е навистина зацртана, а не имагинарна. Тогаш, таа за жал е недостижна. Следете на 360stepeni.mk и на социјалните мрежи. Останете со Алсат. Довидување.